Измените на Законот за минерални суровини се лоши, исклучително штетни, нелогични, селективни, недоречени и неприменливи во пракса, е оценката на Македонската асоциација за рударство. Оттаму забележуваат дека измените не треба да се туркаат по скратена постапка во Македонското собрание, туку да се организираат јавни дебати во кои ќе учествуваат сите засегнати страни. Овде има една точка напишана на фрлана, доказ, значи треба инвеститорот идниот да донесе потврда за депонирана финансиска гаранција во случај на штетни ефекти по животната средина. Тоа е сериозна точка. Кога странскиот, па и домашниот инвеститор ќе прочита во Законот за минерални сировини, ќе каже овде е многу тешко, се откажувам и така натаму. Законот за минерални суровини е еден од законите што досега има претрпено најмногу измени. Оценката на првиот човек на Асоциацијата за рударство Николов е дека најновите измени се направени нестручно и како што вели тој, го креирале луѓе кои дел од нив и воопшто немаат видено руда. Но пратеничката од Дом Лилјана Поповска со контрастав, дека на пресконференцијата на Македонската асоциација за рударство се изнесени невистини, а измените не се ниту лоши, ниту штетни. Се тврди дека законот се носи на брзина и се бара јавна расправа. Да ги подсетиме, јавна расправа се одржа, законот е во собрание веќе 8 месец. На јавната расправа учествуваа сите засегнати страни, вклучително и представниците од рударскиот сектор, вклучително и човекот што ги држи овие вакви пресконференции. Рударскиот сектор потенцира дека со измените на законот ќе се избркаат инвеститорите, бараат пратениците да не ја гласаат измените, а пратеничката Поповска пак забележува дека измените се однесуваат на новите рудници со површински коп, кои би се отвориле да не користат цијанит и сулфурна киселина и да имаат финансиска гаранција за евентуални еколошки штети.